Господин Велковски, деновиве забележуваме големи реновирања во вашето училиште. Можете ли во кратки црти да ни кажете за каква операција се работи? Па вака, во овој период, еве веќе неколку месеци, се одвиваат големи градежни работи. Една од најголемата, мислам, во ово училиште е реновирањето на фасадата и кровот на училиштето. Се менува комплетно покриот? Комплетно се менува со термоизолациони материјали и не само што добива нов изглед училиштето, него и комплетно енергетски е ефикасно. Моментално има повеќе реновирање во училиштето, но најбитното, најзначајното за нас е реновирањето на целокупниот објект на училиштето, кровната конструкција и фасадата. Значи се работи за термоизолациони материјали, како и на кровот, така и на фасадата. Колку време траат работите, до кога би требало да бидеш? Па работите еве веќе едно 2,5 месеци, планирано е на крајот од февруари да биде свечено пуштање, да. Една фирма го доби и тендерот, така да тече без никаков проблем течат работите. Дали битно е пораметера на наставата на училиштето? Ние како училиште, јас еве како директор, се потрудивме никакво пореметување на наставата да има. Сите работи се одвиваат, поголемите градежни работи се одвиваат после одржувањето на наставата, бидејќи ние сме во една смена, така да внимаваме на наставата и на учениците, бидејќи тие се најбитни во овој случај. Огромно е нашето задоволство на пред се учениците и вработените во ово училиште, а и се надаваме и во општината. Значи, нашето училиште како центар во државата за струките земјоделство и шумарство да добие репрезентативен изглед пред се. Ние тук се трудиме, нашата цел е да обезбедиме максимални услови, подобрување на условите во училиштето и нормално и наставата. Ние како викаме, мора првен да се направи се во објектот, за да може после натаки да работиме и на наставата. Тут заштедите многу средства за енергетски горива? Да. Секако се предвидува до 30% заштита да има на грејењето. Уште имам уште две прашања, нешто гледам дека и внатре се гради. Па моментално, како што кажав, има повеќе работи се одвиваат во училиштето, на наше огромно задоволство. Се реновираат и тоалетите. Минатата година се реновираше за учениците, сега се реновираат за наставниците. Се реновира дел од дворот кај на влезот до училиштето. Направивме комплетно нова осветлување на целиот објект на училиштето со нови LED рефлектори, бидејќи како се штедливи, да. И не само тоа, него и го обезбедивме објектот пред се. Осветливме. Тоа се моментално што работиме. Ние, нашата идеја, училиштето е максимално да ги подобриме условите во училиштето, за да има после и со што да се пофалиме, како пред учениците, така и пред сите во општината и државата. Имате нови телевизиски приемници. Значи, предвидено е во училиштето да се опремат учениците со големи телевизори, кои што се за потребите за наставата, бидејќи овие телевизори сега се Android телевизори кои што се поврзуваат и со компјутер и со било каква работа во наставата може да се одвива со компјутер, со USB, за презентација за се и веруваме дека многу кратко ќе подобриме квалитетот на наставата. Решувате со оваа работа, дворот рековте ки имате одредени зафати, што уште планирате до крајот на оваа 2020 година? Значи, ние не застануваме, имаме многу амбициозен план да го направиме училиштето, целокупниот двор, да го направиме да биде репрезентативен пред се, бидејќи нашата струка е таква да ние мораме да имаме репрезентативен двор пред се, со сите работи кои што нормално се учат во училиште. Значи, ние се трудиме комплетно пред се да го обезбедиме училишниот двор, бидејќи имаме
проблеми со локалното ромската заедница. во фаза сме комплетно поврзување со камери, Добро. ново лед осветлување во долниот дел и направивме нов објект за обезбедувањето кој што ќе биде во долниот дел во училиштиот двор, бидејќи таму не се сите училишна економија не е таму. Таму и влегувањето на... Па да, и значи наше е да го направиме и оградниот зид, камерите ќе бидат ставени, осветлувањето ќе биде многократно подобрено. Се надеваме дека со добра соработка нормално и со нив, дека нема да имаме повеќе поголеми проблеми. Во понатамошниот период е планирано дооградување на училиштиот двор со хортикултурно уредување, садење на нови садници, земзелени во горниот дел на улица Шишка и мислиме дека за година-две ќе дојдеме до едно задоволително ниво од нашите планирања, па мислиме натаки дека значи многу од работите кои што се работат, се реновираат во училиштето се доаѓаат и од сопствени средства. Ние како училиште имаме еден дел од сопствената економија, училишна економија, така да сите средства што би дошле по тој основ максимално се искористи за унапредување на училиштето и наставата. Така да и овие работи, реновирање на училници, на уредување на двор, доаѓаат и со сопствени средства. Но мораме да кажеме дека и огромна поддршка имаме од локална самоуправа Кавадарци, така да голем дел исто од работите доаѓаат и со голема помош и од општина Кавадарци. Покрај сите градежни работи што се одвиваат во училиштето, моментално имаме два активни проекти, меѓународни проекти за размена на ученици. Едниот е со Александровец, Република Србија и Грм Ново место од Словенија, каде што ќе има по 10 ученици, 3 дена ќе бидат во посета првен во Александровец во Србија, после во Грм Ново место од Словенија и истите тие ќе дојдат и во Кавадарци, во нашето училиште. Целта на проектот е размена на искуства и заедничко производство на мал дел заедничко вино, кој што така е замислено со проектот. Додека другиот проект од шумарската струка е со Краљево од Република Србија и Сараево од Босна и Херцеговина. И исто така ќе има по 10 представници од секое училиште, ќе меѓусебна посета како во Сараево, така во Краљево и во Кавадарци ќе бидат. Значи овие активности ќе бидат во наредниот период, до март ќе се одржат сите средби меѓународни, така да не се запоставени учениците, ќе добијат нови искуства, нови видувања како и од различни начини познавања во струките, бидејќи тоа е најбитно за нашите ученици од земјоделската и шумарската струка. Покрај вие, дали наставничка совест поддржува овие ваши идеи и иницијативи? Морам да кажам дека сите работи што ги работиме заеднички, за доброто на сите. Ние почнуваме од тоа дека сите работи што се прават за учениците и нормално и наставниците. До сегашните сите активности се заеднички донесени, морам да се заблагодарам и како на наставниците и на училиштиот одбор, бидејќи сите одлуки што се носат максимално транспарентно и до сега нема никаква забелешка од таа страна. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.